Добар ден и добре дојдовте во новото издание на подкастот Ваш педијатар. Денеска ќе зборуваме за астмата. Астмата е белодробна болест која ги погодува луѓето од сите возрасти и полека достигнува епидемиски размери. Таа обично се појавува за прв пат во детството. Иако може да биде сериозна состојба, астмата може да се контролира со правилен третман. Првиот чекор е да се идентификуваат и избегнат тригерите. Гостин во денешното издание на подкастот Ваш педијатар, со кој ќе се обидеме да одговориме на повеќе прашања, како и да разрешиме дел од најчестите дилеми и нејаснотии кога станува збор за астмата, е професор доктор Дејан Докич, специјалист пулмоалерголог и директор на Универзитетската клиника за алергологија и пулмологија. Професоре, добар ден и добре дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Ви благодарам што ја прифативте поканата за вашето гостување. И вам ви благодарам за поканата. Докторе, најпрво, што представува астмата и како би ја дефинирала? Астмата е едно хронично воспалително заболување на дишните патишта, кое што се манифестира со одредени симптоми, а тоа најчесто се кашлица. Воглавно може да биде сува кашлицата или некогаш да се искашлуваат мали како бисерни искашлоци, густи, лепливи, но исто така се карактеризира и со стегање во градите, гушење и свирење во градите. Тоа се најчестите симптоми, но морам да кажам дека постојат и одредени варијанти на астма кои што не се карактеризирани со сите овие симптоми, како на пример cough-related asthma или астма асоцирана со кашлица, која што единствен симптом е кашлицата. Така да ова е една широк спектар на симптоми под кои што може да се јави астмата, и оно што е карактеристично е дека во основата е воспаление. Не би сакал да погрешно ме разберете, тоа не е инфективна болест, зашто често пати луѓето не го разликуваат инфективниот момент од воспалителниот момент. Ова е воспалителен процес, каде што воспалителните клетки и медијатори доведуваат до оштета на мукозата, на слузокожата од бронхијалното стебло, и сега веќе не постои бариера која што во нормални услови го штити организмот и дишните патишта од разни чинители од надворешната средина што ќе допрат до епителот. Значи, вие ако имате интактен епител, тоа ви е као еден слој од кожата, ако сакате, не чувствувате дали имате топла вода, многу сол ако ставите нема да го осетите, или млака вода, но доколку отсаствува епителот, во овој случај заради воспалението е нарушен, тогаш различни фактори од надворешната средина допираат на така одголените нервни завршетоци, оној деструиран епител, и можат да предизвикаат дел од овие симптоми, а најчести предизвикатели може да бидат алергени. Ке ги кажеме кои се, тоа се најчесто, да почнеме од почеток на сезоната, тоа се дрвата, полените од раноцуцечките дрва. Тука спаѓаат јова, леска, бреза, бука. Понатаму во април месец почнува да цвета тревата, некаде до август. Понатаму се јавуваат доцно цветачките дрва, како што се багрем и липа, некаде во јуни месец. Во меѓувреме почнуваат коровите, како што се амброзија, киселец, тегавец, рагвит и така натаму. Меѓутоа, исто така, тие траат некаде до септември-октомври. Штом почнат првите дождови и заладува времето, во Македонија практично немаме сезона односно поленска сезона на некои полени. Но треба да спомнеме дека постојат и целогодишни алергени кои што цела година се присутни, и тоа најчесто во внатрешниот простор, затоа се и целогодишни, а тука спаѓаат микрокрлежите од домашната прашина. И повторно би сакал да направам една дистинкција прашината
сама по себе е составена од органски и од неоргански материи. Например, силициум диоксид е неорганска материја и така натаму. Додека пак има и такви микрокрлежи кои што се органски дел од прашината и на кои што може пациентот да биде алергичен, но не и на останатиот неоргански дел што е составен дел на таа смеса наречена прашина. Така да, освен алергените како еден од тригер факторите, да се вратам на причинителите, исто така астматски напад може да предизвика сув и ладен воздух зимно време, понатаму исто при еркондишни во летно време, понатаму вежбање, било каква физичка активност, некај секој кај одредени група пациенти што има таква exercise-induced астма, понатаму бои, јаки, лакови, мириси, парфеми или некогаш дури и зачините при готвење може да предизвикат исто астматски напад. Понекогаш прашината, но неорганскиот дел, сакам да го разликуваме, може да биде причинител и предизвикател на вакви астматски симптоми. Така да овие астматски симптоми се должат на обструкцијата, односно стеснување на луменот на дишните патишта, кој што настанува како последица, повторно ќе кажам, на воспалението. Не случајно неколку пати спомнам воспаление, бидејќи основен лек ќе биде противвоспалителен лек кој што ќе се применува кај овие пациенти. Значи, во основа, заради воспалението, настанува ширење на крвните садови, порите помеѓу ендотелните клетки се зголемува, истекува плазма, се зголемува секрецијата од серомукозните жлезди и делува одредени медиатори на сензорните нервни завршетоци во бронхиалното стебло и доведува до спазам, бронхоконстрикција или бронхоспазам. Сите овие три симптоми кај астмата се реверзибилни. Да ги разликуваме од некои други обструктивни болести, кај кои што промените се иреверзибилни, ќе го посочам хронична обструктивна белодробна болест со двете своји подваријанти, односно бронхит или емфизем. Значи, мора да знаеме дека астмата, односно обструкцијата кај астмата е реверзибилна и еден од тестовите за диагноза на астмата точно се базира на оваа докажување на оваа реверзибилност. Ги наведовте главните симптоми на астмата, меѓутоа, кој е моментот кога пациентот да се посомнева и корелира со астма како диагноза? Знаете, астмата има многу лица. Прво, постојат повеќе различни фенотипови. Но за да објаснам што е фенотип, треба да знаеме што е ендотип. Значи, ендотип е механизамот, имунолошкиот механизам што доведува до појава на астматски симптоми кој што е генетски предусловен. Така да разликуваме воглавно два големи различни ендотипови, тоа е механизамот до кој што доведува до астма. Едниот е поврзан со алергија или TH2 посредуван имун механизам и non-TH2 или не алергиски механизам на појава на астма. Сите тие кај различни особи можат да дадат различно лице на астмата, што ги викаме фенотипови. Значи, како тој генотип ќе се манифестира во надворешната средина, под кое лице, под која форма, ние го нарекуваме фенотип. Така да постојат, например, фенотип од TH2 посредуваните механизми или ендотип, постои астма која што се јавува рано во детството. И сами кажавте дека дел од овие астматичари првите симптоми ги добиваат во детството. Таа обично е асоцирана со фамилиарна анамнеза дека имаат алергија. Честопати самите можат родители да кажат, бидејќи се јавува рано во детството, па децата не знаат секогаш да го кажат тоа, дека имале и атописки дерматит, па дека имале можеби атописки ринит или се алергиски ринит и така натаму. Значи, го поминале оној атописки марш. Би сакал да го објаснам што е тоа атописки марш. Тоа значи како имате една парада за некој голем празник, имате централна трибина и одредени единици доаѓаат до трибината
и заменуваат и се заменети со друга единица што проаѓа пред главната трибина. Така да, во главном, тие пациенти кои што се имаат атописка конституција, односно склоност да реагираат со алергиски реакции кон туѓи честички од надвршната средина, започнуваат во првите неколку месеци да добиваат промени на кожата во смисол на алергиски дерматит, односно атописки дерматит. Така да таа промена може малку да трае, меѓутоа после известно време и може и самата да исчезне и да се замени со алергија кон некои нутритивни или хранителни алергени, например јајце, јагода, риба, јаткасти плодови. Значи, атопискиот дерматит, односно кожната алергиска манифестација се заменува, нели тој марш, со нутритивна, некаде до кај 6-7 година од животот трае, за да после се замени со инхалаторна, во смисол на добивање на алергиски ринитис. Како што детето расте. Како што расте, да. Или алергиска астма. Значи, тоа е доста карактеристичен еден фенотип, многу чест и во нашата средина и во светот. Друг фенотип или друго лице на астмата може да се појави подоцна. Значи, подоцна што почнува во животот. Потоа имаме варијанта каде што доминираат еозинофилите како воспалителна клетка во крвта и во секретот од носот, односно во овој случај из кашлокот кај пациенти со астма. Така да го викаме еозинофилна форма или фенотип на астмата. Од оние што се не TH2 асоцирани механизми, тој ендотип, кај него може да се јави астмата кај обезни особи, почесто кај жени и најчесто после 40-та година од животот. Тука механизми немате алергени, туку се смета дека некој може микроорганизми, одредени други фактори од надвршната средина да покренат одредени неалергиски имунолошки механизми што ќе доведат до овој фенотип, како и фенотипот каде што доминираат неутрофилите. Значи имаме една неутрофилна астма. Како и да сите овие фенотипи можат различно да се манифестираат во однос на прашањето како да го познаат. Значи, треба навистина една добра анамнеза од страна на педијатарот прво, бидејќи најчесто во педијатриска возраст се јавуваат, а потоа се разбира и со интернистот, односно пулмологот, односно алергологот. Понекогаш, кај пациентите можете да видите дека се чувствуваат едноставно малаксало кога се качуваат по скали или кога некој спорт, како да немаат воздух, како да немаат кондиција и го припишуваат или на тежина зголемена, или на немање доволно вежбање, или неодење во фитнес студија, или слаба кондиција, или некаква претходна можда болест. Общ симптом кој што може симптом кој што не може секој да го специфично се врза асоцира со постојањето на астма. Меѓутоа, затоа во анамнезата се барат дали има алергиска конституција, дали имаат некој во фамилијата што има астма, не мора да е од алергиска природа. Понатаму дали и каде живеат, дали во рурална средина или во средина каде што имате големо аерозагадување, пред себе ги спомнал озонот, понатаму дизел честичките, ПМ честичките, азотниот моноксид и така натаму, тоа се понови аерозагадувачи. Така да во таквите средини секако дека ќе се помисли можеби дали се работи за астма или не. Како и да е, што се посомневаме? Треба да направиме одредени тестови. Најосновното е да се измери белодробната функција. И тоа се прави по пат на спирометрија. Доколку функцијата е добра, нормална, во граници на нормала, а пациентот вика особено се жали на кашлање или потешко дишење во раните утрински часови или рано наутро или кога ќе некоја физичка активност која ќе обавува или која ќе се качува по скали, така натаму, тогаш ние би направиле еден бронхопровокативен тест. Тоа значи дека ние со одредени субстанции, како што е метахолин, во растечки дози и концентрации, им даваме да инхалираат по 2 минути и потоа ја мериме белодробната функција.
ако белодробната функција падне за 20% од нативната, базалната, тој ден што се правило пред да почне со инхалација на овие провокативни частички, тогаш велиме дека позитивен е бронхиопровокативниот тест, односно кај тие пациенти имаме бронхиална преосетливост, индиректно докажувајќи дека се работи за воспаление, бидејќи таа преосетливост фактички во основата го има воспалението. Доколку пак некој пациент друг случај да земеме каде што ќе има намалени функции. FF1 вредноста на форсираниот експираторен волумен во првата секунда ќе биде 70% од предвидените. Во тој случај ќе дадеме 4 инхалации на салбутамол, значи бронходилататор, и после 15 минути ќе ја мериме функцијата. Доколку FF1 се покачи за 12 и повеќе проценти, говориме дека да, со самото намалена функција ние регистрираме бронхообструкција, но докажуваме реверзибилност, бидејќи таа се коригира за повеќе од 12% од претходно пред да се инхалира вентолин или салбутамол. Така да тоа се основните. Меѓутоа, доколку каже пациентот дека има одредени симптоми во одреден дел од годината, ние тогаш ќе мора да се посомневаме дека алергенот може би е тригер фактор во овој случај и ќе направиме кожни тестови. Морам да кажам дека кожните тестови се златен стандард во алергологијата, но не можат секогаш да се изведат. Единствен проблем е доколку пациентите долго време пијат антихистаминик. Тогаш мора да се направи пауза од најмалку 7 дена, со цел да се исчисти организмот од антихистаминиците, со цел да може да бидат интерпретабилни резултатите. Исто така, кога имат некои промени јаки на кожата, на подлактицата, имат, например, цикатрикси, ожилици, така натаму, и тука не може да се прави. Меѓутоа, во основата од 6-месечна возраст, на бебињата веќе може, според Европската академија за алергологија и имунологија, да се прават вакви тестови кои што се релевантни и на тој начин ние ќе видиме на кој алерген практично пациентот е сензибилизиран и кој е кај него актуелен предизвикател. Ако нема позитивна реакција на сите тие 23, 4, 5 колку се во стандардната палета, 99,9% нема инхалаторна алергија тој пациент. Значи во голем процент и исклучува можноста дека има алергија. Доколку се открие да има некаква форма на алергија, односно причинителот, точниот алерген, во тој случај може да се примени имунотерапија. Ова е особено важно за пациентите кои што имаат целогодишна астма заради присуство, односно алергија на микрокрлежите во домашната прашина. Бидејќи тие живеат во душеците, во јастуците, перниците, во завесите, таписоните, значи на секаде ги има. И нема дом од кој што вие можете тоа да на некој начин го елиминирате и морате друга стратегија да направите, а тоа е да се соочите и да станете отпорни на оној алерген кој што не можете да го избегнете. Се развива дека постојат и некои акароциди, средства што ги уништуваат, меѓутоа тие многу брзо се множат, така да не е толку ефикасна овој начин на решавање на проблемот. И кај тие пациенти е многу тешко да разликувате дали тие чести симптоми на астма или во наводници настинка, бидејќи не можете да ги разликувате во тој период. Тоа е период кога имате чести настинки, почнувајќи од октомври месец па се до можеби март-април. А симптомите се многу слични како кај настинка, така да тука е многу важно да се направат овие алерголошки тестови за да се знае дали имате настинка во прашање, значи нешто вирусно, или имате како проблем една алергија. Кај таквите пациенти особено се препорачува имунотерапија, која што трае околу 3 години, а тоа значи дека се вбрзгуваат тој истиот алерген, екстракт од овие микрокрлежи, кој што е хемиски и физички преработен, се даваат во растечки дози и доаѓаме до една максимална доза, ја викаме доза на одржување, и таа се дава околу 3 години, еднаш месечно, со тоа што постигнуваме кај тој пациент.
Па прво, ќе исчезнат симптомите. Второ, значи нема да има потреба од никакви лекови други. Трето, ќе сопре понатамошната сензибилизација, бидејќи алергијата има природен тек на болеста. Почнува како алергиски ринитис. Зошто? Затоа што прво ние сите дишеме на нос, ние сме цицачи и една од функциите на носот е да го заштити долните дишни патишта преку навлажнување на воздухот, филтрирање и преку затоплување на воздухот. Значи, самата функција филтрирање значи дека ќе се депонираат алергените во слузокожата од носот и први симптоми ќе настанат на нос. Меѓутоа, после голем број години, што е индивидуално, кај некој за кратко, кај некој за подолго време, функцијата на носот веќе е блокирана, декомпензира, тој може некој време да работи со компензација, ама после више се блокира и тие честички продираат во долните дишни патишта и настанува астма. Така да, ако вие гледате кај пациент што има астма, ако барате колку има процент алергиски ринитис, ќе најдете во 70 до 80%, што е нормално, бидејќи за да добие астма, морале частичките значи, да токму тоа е и пройдат. врската помеѓу астмата и Тоа е врската помеѓу ринитис. алергискиот ринитис и астмата. Значи, сега да се вратам на механизмот на имунотерапија, овој механизам, значи, меѓу другото, спречува понатамошно влошување на болеста. Ако имаат астма, особено лесна астма, ќе исчезне. Тие што се на пат да ја добијат, затоа што природниот ток на болеста е таков, нема да ја добијат и уште ефектите траат до 15 години од прекинот на терапијата. И се смета дека за еден човек, доколку е премногу алергичен, доволни се 2 циклуса од по 3 години во животот, за да он веќе Значи, се тоа и спаси. сакав да ве прашам, после тие 3 години на примање имунотерапија, се прави пауза и тој период би траел... Се прекинува терапијата. Се прекинува. Кај некои пациенти доживотно ги имате благодетите и ефектите. Кај другите? А кај некои може да се јават, меѓутоа кога ќе се јават, доволно е и се препорача уште еден циклус на имунотерапија, со што до крајот на животот веќе ќе немаат такви проблеми какви што ги имале во младост. Ќе имаат подобар квалитет на Апсолутно живот, ќе со имале други подобар, зборови. Ќе ве навратам повторно малку наназад кога говоревме за фамилиарната предиспозиција. Ме интересира дали таа фамилиарна предиспозиција значи дека ќе има пациентот ќе се соочи со астма во животот на некој начин сосема извесно е тоа или не мора да значи дека доколку во фамилијата. Какво е вашето искуство? Прво сакам да разликуваме алергиската компонента и алергискиот тип на астма од неалергискиот тип на астма. Во однос на астмата, дека постојат индикации дека е наследна, се генски локуси кои што се пронајдени на одредени хромозоми, кои што се многу почесто наоѓаат кај пациенти со астма, што значи сугерира една генетска предиспозиција. Тоа говорам за астмата пер се, како целина. Меѓутоа, што се работи до алергиите. Алергиите и атописката конституција е исто така наследна, при што, доколку еден од родителите е алергичен, 50% од следното поколение ќе бидат алергиски. Ако земеме условно 4 деца ако имаат, не случајно земам 4 заради следниот пример, 2 деца ќе бидат со алергија, 2 нема да бидат. Доколку двата родитела се алергични или имаат атописка конституција, 3/4 од поколението ќе имаат алергија. Значи од 4 деца, 3 ќе имаат, едно ќе биде стрикно, ќе нема. Да. Така да, меѓутоа, се поголемиот број, како што рековте на почеток, до епидемиски размери за фаќањето на се поголемиот број на пациенти со астма не може да се објасни само со генетската наследност. Тука и други фактори влијаат. Пред се, начинот на живот. Аерозагадувањето, го спомнав, да не се повторувам. Јадењето и консумирањето на GMO или генетски модифицирана храна. Понатаму, јадењето на месо од животни или живина кои што претходно биле третирани било со антибиотици, било со некои хормони за побрзо да пораснат, нели, или да дадат поголем принос. Понатаму хербициди и разни други средства за прскање на зарзават, на зеленчук, на овошје. Сето тоа придонесува
да се зголеми бројот на пациенти со алергии. Инаку сама генетска компонента не може да го објасни овој епидемиски пораст. Дали пациентите со астма може да спортуваат и да водат нормален живот без одредени рестрикции? Значи, денешната терапија е, што викат во англиската литература, tailored made. Значи, упатена и насочена индивидуално кон секој пациент. Како што спомнав, имате повеќе различни лица на астмата, повеќе различни механизми и повеќе различни фенотипови. Секој од тие си захтева посебен начин на лекување. Затоа индивидуалниот пристап е многу важен, а дека навистина тие можат да имаат и треба да имаат нормален живот. Ние сме тука тоа да им го возможиме. Доказ се, например, Новак Џоковиќ кој што има астма, па имаме Джеки Джойнер кој што беше светска првенка во трчање во спринт, Ван Хугебанд, познат пливач, и така Марк Шпиц и од постарата генерација, значи, а да не кажам дека многу голем број на фудбалери што се во премиер лигата или во Бундеслигата исто така имаат астма и постигнуваат врвни резултати. Се тоа одлични примери. Што би им препорачале на пациентите кои се сомневаат во своите симптоми како потенцијални за астма? Па, секако дека треба да се обратат на лекар. За да лекарот, како што спомнав, ги примени прво, го распраша пациентот за неговите симптоми, да го распраша за фамилиарната анамнеза, да ги види модифицирачките фактори од надворешна средина на кој што е он изложен. Например, некој работи во рудник. И сега нормално тоа веќе ќе асоцира на неговата можна причина за астмата. Некои работат во пеглари каде што имате влажен воздух, затоплен и така натаму, значи мора да прашаме и фактори на околината кои се и понатаму да пристапиме кон тестови. Како што реков, основно мерење на белодробната функција, понатаму или бронходилататорен тест или бронхопровокативен, зависно од резултатот, кожни тестови, една обична рентгенска снимка треба да се направи, крвна слика да се направи, да се видат еозинофилите дали се во број, да се обидеме да идентификуваме за кој фенотип се работи кај тие пациенти, доколку воопшто и се работи за астма. И во зависност од тоа да се одреди и третманот. Терапијата се разбира. Да. Дали евентуално би додале нешто за симптомите на астма во детскиот период, како една порака до педиатрите можеби, на што да се концентрираат? Па видите, детското дишно стегло се уште не е развиено. Не е како кај возрастните. Значи тоа е во фаза на развој, растат децата, нели се развиваат, така да често пати може да настанат обструкции од друга природа, што не мора да значи дека се работи за астма. Измешаат. Може еден вирусна инфекција, многу често кај децата, почесто отколку кај другите особи, заради тоа што особено во период кога се губи имунитетот што пасивно го имаат во текот на бременоста на мајката и што го стекнуваат со доењето, а се уште го немаат развиено собствениот, бидејќи нема доволно број години и поминато во надворешна средина за да може да се соочат со повеќе вируси, бактерии и така натаму. Така да треба да се третира со бронходилататор. Знам дека педиатрите во одредени случаи мора да дадат и кортикостероиди, меѓутоа да се тие деца пратат. Тоа е основното, затоа што секој педиатриски пациент станува после адултен пациент доколку не се нешто превземе на време. А особено што е многу тешко да се разликува астмата од останатите респираторни болести и може лесно да се помешаат. Да. Професоре, дали имате уште нешто да додадете за крајот на овој подкаст, можеби? Па, јас само би кажал дека навремената диагноза, правилната и долгорочна терапија пред се со противоспалителни лекови е основата да пациентите имат нормален живот, да постигнуваат резултати, воопшто да не се ограничуваат во нивните желби, било да се тоа психички, физички или било какви други, нема да биде тоа пречка за да они можат да си ги остарат своите соништа. Ви благодарам многу за вашето гостување и со задоволство ве очекувам нареден пат. Благодарам. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас во денешното издание на подкастот Ваш педијатар. За наредниот пат ви најавувам нови теми и нови гости. Бидете повторно со нас.